Власта не се откажува од предизборното полнење на администрацијата. Во моментов има повеќе од 30 отворени огласи за вработување, а не минува недела да се појави нов оглас за во некоја институција. Министерот Манчевски пак тука не гледа ништо спорно затоа што изборите се уште не биле распишани, а администрацијата имала потреба од вработување. Цело време има активни огласи за вработување без разлика дали е предизбори или не. И да ве потсетам на изборниот законник, ние не сме во предизборен период. Токму изборниот законник регулира забрана на секаков тип на вработувања, поместување внатре или напуштање од страна. Ние можеме да прекинеме договор од денот на распишување на изборите. Не можеме да го на крајот на денот, не знам, ние знаевме дека има избори во 2020 година и лани. Што значи дека цела година треба да забраниме. Од друга страна пак Социјалдемократскиот сојуз додека беше во опозиција постојано ја обвинуваше претходната власт за полнење на администрацијата, пред се за предизборниот период и тоа исто во време кога официјално не беа распишани тогашните избори. Се чини дека она за што како опозиција им сметаше и го критикуваа, сега од позиција на власт го применуваат. Не поминува недела да не се појави оглас за вработување, дури во дел од нив постојат и одредени нелогичности. Во некои од јавните огласи се бараат лица за одредено место кои и не мора да ги поседуваат предвидените квалификации. Инаку денеска министерот презентираше и дел од анализите на ИПА проектот, кој предвидува трансфер на вработени од јавен во приватен сектор, под оправдување дека платите во администрацијата не се атрактивни во однос на приватниот.